еден час. Часот по физика за 9-то оделение. Здраво наставничке Мирјана. Јас сум Мирјана, доаѓам од Петар Попарсов од општина Карпош. Повторно ќе повторуваме физика, овој пат ќе повторуваме за 9-то оделение за осцилоскоп. Прво да повториме што беше браново движење, односно процесот на пренесување на осцилаторното движење во материјална средина се нарекува браново движење или скратено може да го викаме бран. Средините низ кои што брановите може да се движат се наречени еластични средини, а зошто ова не е битно? Затоа што звукот представува браново движење, односно со механичка осцилација на некое еластично тело се добиваат бранови, и ако тие бранови се со фреквенција во нашето звучно поле 16 Hz до 20.000 Hz, тогаш ние можеме да ги слушнеме. Така, за да имаме звук, треба да имаме што? Треба да има едно тело што осцилира и треба да имаме една материјална средина. Звуците, не, ворете. Звуците се делат, сега треба да вратиме. Опа, нагоре одиме. Звуците можеме да ги поделиме на тонови и на шумови. Тонови се оние звуци кои што имаат точно определена фреквенција, што може да ги повториме неколку пати. И карактеристиките на тонот се јачина на тонот, значи тонот може да биде гласен и може да биде тивок. Потоа висина на тонот, постојат високи и ниски тонови, и бојата на тонот што зависи од видот на изворот, односно вие сами знаете, без да го видите човекот што зборува, знаете кој зборува, или ако слушнете некој инструмент, без да го видите инструментот, знаете за кој инструмент се работи. И шумовите се тонови кои немаат точно определена фреквенција, најчесто не се пријатни за слушање и не може да се повторат исти онакви какви што биле порано. Денеска треба да повториме за ова, за јачината и висината на тонот. Јачината на тонот зависи од амплитудата, односно колку амплитудата е повисока, односно имаме поголема амплитуда, тогаш се работи за по јак звук, а додека амплитудата е помала, тогаш јачината на звукот е помала и мерна единица за ова е децибел. Децибел сигурно сте слушнали. Ако е до 130 децибели, тоа е пријатно за слушање, нема да имаме оштетување. Додека висината, односно рековме дека имаме ниски, длабоки тонови, имаме високи тонови, тоа зависи од фреквенцијата. Дали на некој му текнува што е тоа фреквенција? Фреквенција е звукот што осцилира, така, колку осцилации прави за една секунда, тоа ни ја дава фреквенцијата. Ова е синусоида и за да се исцрта синусоидата мораме на другото да одиме, за да се види како се исцртува синусоидата. Еве како се исцртува синусоидата, односно кога се движи бранот, како се оддалечуваме од материјалната положба, така се добиваат тие амплитуди, односно амплитуда представува најоддалечената положба од рамнотежната положба, а фреквенцијата е број на бранови што ќе поминат низ определена точка за определено време. Односно амплитуди се овие горе и доле, а фреквенција е колку вакви ќе има за една секунда. Посвојуваат трансверзални и лонгитудинални бранови. Нас во случајов не интересираат трансверзалните бранови затоа што звукот представува трансверзален бран. Еве споредбата на она што преска го повторивме за амплитудата и фреквенцијата. Високите тонови имаат каква фреквенција? Поголема фреквенција, а додека ниските тонови имаат помала фреквенција, односно поминуваат помалку бранови за една секунда. Кај гласниот тон рековме е битна амплитудата. Колку е амплитудата поголема, гледате овде 1, 2, 3, 4 квадратчиња, значи имаме гласен тон, а овде амплитудата е квадратче 1,2 квадратчиња, тогаш имаме потивок тон. Ајде сега да видиме со што тоа ние го гледаме. Го гледаме со една направа која што се нарекува осцилоскоп. Осцилоскопот представува мерен инструмент со кој што возможуваме графички да го прикажеме мерениот сигнал во зависност од времето. Бидејќи звукот представува брани, се менува во текот на времето, можеме да го гледаме на осцилоскопот. Ова е слика каде што имаме еден бран, но може постојат осцилоскопи каде што може наеднаш да се гледаат 4 брана.
Сега да видиме колку разбравме со нашето повторување. Дадени се два звучни брана на осцилоскопот. Прво треба да определиме кој звук има поголема јачина. Што мислите, црвениот или синиот? Црвениот. Црвениот, точно. Црвениот звук има поголема јачина, бидејќи амплитудата е колку? 3. А кој звук има поголема висина? Што мислите? Звук поголема висина, мислам дека има исто црвениот. Исто црвениот, точно. Зошто има поголема висина? Бидејќи гледаме да поминуваат повеќе бранови, а овде поминува синиот само еднаш, а црвениот поминува два пати, точно. Да определиме фреквенцијата и да определиме амплитудата. Амплитудата веќе ја кажавме. Значи на црвениот бран рековме 3, на синиот е 1,8. Еве сега тоа како би изгледал. Да провериме дали е точно. Значи има црвената боја, значи тоа прашање го погодивме. Сега да ја пресметаме фреквенцијата. Фреквенцијата рековме дека е број на полни осцилации. Рековме дека црвениот има 3, ги избројавме, што значи F е 1 врз T, ако 1 го поделиме со 3 секунди, добиваме 0,33 херци, односно фреквенцијата се мери во херци. За синото одиме повторно. 0,33 е малку, така? Мислам, ниска. И ова е ниска исто, така? Значи 1 делено на 5, бидејќи таму беа 5 секунди, нели ги гледавме и добиваме 2 херци. Ајде сега да видиме другата задача. Значи, еве осцилоскоп, рековме дека на осцилоскопот може до 4 да бидат, еве овде има 3. Имаме бран во сина боја, во зелена боја и бран во црвена боја. Спореди ги црвениот и зелената крива и определи што имаат заедничко, а што имаат различно. Црвената и зелената. Тие се со иста јачина. Така, затоа што амплитудата им е еднаква, а што им е различно? Фреквенцијата им е различна. Така, фреквенцијата им е... Црвената е побрза, а зелената е побавна. Точно. Значи, убаво сме научили. Спореди ги црвената и сината. Ајде да видиме што имаме кај црвената и кај сината. Црвената и сината е исто. Еве, црвената... Јачината има... Не. Ни се изба... Назад беше овде. Еве ги. Значи, црвената и сината. Црвената е повисока. Така, значи амплитудите им се различни, че гласноста им е различна. И фреквенцијата им е различна. И фреквенцијата им е различна. Значи, овие две криви немаат ништо исто. И последните се сината и зелената. Ајде да видиме еве сината и зелената. Иста фреквенција, само јачината има различна. Значи имаат иста фреквенција, имаат различна јачина. Еве да провериме дали е точно. Имаат еднакви амплитуди, односно имаат иста јачина на тонот, а нивната фреквенција е различна, значи висината на тонот е различна. Втората нема ништо исто, све е различно. И третата имаат различни амплитуди, значи различна јачина на тонот, а додека имаат еднакви фреквенции, односно имаат иста висина на тонот. Па јас се знам за ова осцилаторот. Па ти си најкул. Што е ова сега? Дали ќе препознаеме што ни представува оваа фотографија? Ова представува сигнал на радио. Така, точно. Ова е сигнал на радио фреквенција. Ова се AM фреквенција, ова се така, FM и AM фреквенција. Ова е обичниот сигнал на звукот, така. Сега што се менува во AM фреквенцијата? Во AM фреквенцијата гледаме се менува големи, јачината. па мали јачината, односно амплитудата. И доле имаме FM фреквенција, каде што се менува па малку се менува фреквенцијата. Така, ја менуваме фреквенцијата. Амплитудата и јачината се исти, само што така, јачината останува иста, а амплитудата е помала. FM фреквенцијата најчесто ја слушаме на радио, бидејќи таа е за помали подрачја за да се слуша, значи како што се радијата, додека AM фреквенцијата може да се слушаат на поголеми подрачја. Значи, со ова повторивме. Да, со ова повторивме. Само да ја вратам оваа фотографија. Ова за уште еднаш, за да го завршиме часот со утврдување на она што го повторивме, дека јачината на тонот, односно високиот тон и нискиот тон, гласноста на тонот, зависи од амплитудата.
гласен и тивок тон, погрешна слика ви покажа, зависи од амплитудата. Колку е поголема амплитудата имаме погласен тон, колку имаме помала амплитуда имаме потивот тон. Висок тон и низок тон зависи од фреквенцијата. Колку е поголема фреквенцијата, тонот е висок. Ако имаме помала фреквенција, односно колку е позбиена, му доаѓа као повисока фреквенција. Да, затоа што за повеќе бранови ќе поминат низ дадената точка, а додека овде помалку бранови ќе поминат низ дадената точка, односно имаме помала фреквенција. Ова е многу интересно. Многу интересно и многу применливо. Да. Во секојдневниот живот. И дома можеме да се мериме фреквенции. Постојат некои такви, да речеме, некакви сајтови каде што може има онлайн програми во кои што можам да пуштам некаков звук. Така, има една апликација, Head се вика, која што ние во училиштата многу често ја користиме. Таму има осцилоскоп и можеме да мериме, можеме да пуштиме звуци, да ја зголемуваме јачината, да ја зголемуваме и фреквенцијата и амплитудата и многу е убава за работа. За време на часовите ние тоа го правиме во нашите училници. И за крај на нашите другарчиња кои што претпоставувам дека слушаат многу музика по дома, да им препорачаме дека не треба да слушаат многу гласна музика. Многу гласно, кажавме, над 130 децибели е веќе штетно за нашите уши. Тоа сите го приметиле кога ќе одат на некоја забава во дискотека и следниот ден може да ги болат ушите, ако било многу гласно и ако не било добро наместено и нивелиран тонот да биде пријатен за слушање. Другари, ние завршивме за денеска со нашата ТВ училница. Комшите, имаш нешто да кажеш? Одржувате хигиена, мите ги рачињата и останете дома. Ви благодарам, наставничке. Исто и на вас. Се гледаме утре. Чао.